Кога некој ќе ни каже нешто и тоа ќе не вознемири, во нас може да предизвика силна реакција, емоционална, која што може би да трае недели, па дури и месеци. Додека за другата личност, за другиот човек тоа може да биде ништо, едноставно како некој обичен збор или нешто кое што воопшто не го не приметува. Меѓутоа нас може толку силно да не погоди и да не доведе до некоја внатрешна состојба која што може да трае и да трае. Меѓутоа тоа се вика емоционален тригер или ја би го нарекла месенџер, затоа што луѓето во нашата околина, околу нас што се наоѓа, затоа што ние сами на свесно ниво подсвеста не можеме да видиме, меѓутоа подсвеста ја гледаме преку нашите случувања и преку она што е директно, што кореспондира, што се случува околу нас и кое што во нас предизвикува одредени реакции. Значи, на тој начин животот, или свесната присутност ни помага да видиме зашто сме врзани, каде сме заглавени. Сега, кога некој најчесто ќе не вознемири, нашата навика е ние да ја свртиме приказната надвор и да обвиниме таа личност, да кажеме дека он не се однесува добро, дека не почитува доволно, дека не треба да се однесува така, дека е дрзок и така натама. Меѓутоа вистината е дека ние реагираме затоа што во себе чувствуваме нешто, затоа што во себе чувствуваме болка, нели? Но новиот начин на кој што можеме да ги искористиме тие предизвици за да растеме и да се научиме во секој момент да одговараме на тие предизвици и да одговараме на тие ситуации кои што пред се нашни служат за внатрешен раст. Она кое што е важно да сватиме дека ние од луѓето, не ние, тоа сите ние, на некој начин един од друг бараме безусловна љубов и прифаќање. Значи, ние во врските постојано бараме да бидеме безусловно сакани и прифатени. Меѓутоа, тоа не може да се случи, затоа што никој никого не може безусловно да сака и да прифати. Единствената личност која што може да сака и да се прифати безусловно е спознавањето на нашето вистинско јас. Значи, ние не можеме од ниво на личност, од ниво на илина, затоа што илина е концепти, ограничувања и верувања, да ја сака илина, затоа што таа илина ја нема спозната од својата целовитост. Меѓутоа, кога зборам илина како личност, но илина сега и овде, може да гледа со љубов и со разбирање на ограничената илина. Значи, не постојат две илини, меѓутоа, ајде тоа да го наречеме како една што е целина, која што не е ни илина, можеби, која што е поврзано со се, а другата илина е она ограниченото малото јас, нашето его јас. Така да ние немаме проблем со себе, туку имаме проблем со искуствата кои што се базираат на тоа наше ограничено јас, на тие наши ограничувања, кои што се на некој начин сепарирани од нас. Кога некој ќе ве вознемири, наместо да вртите надвор приказната, она кое што може да го направите и да погледнете во себе, нели? И да видите што е тоа што таа личност буди кај вас. Например, може да таа личност да предизвика чувство на лутина, но ние сме лути затоа што е во нас нешто активирано. Секој пат кога сме лути, кога некој нешто ќе ни каже, ние сме лути, бидејќи нешто се случува во нас. Наместо да се лутиме и да ги обвинуваме другите, можеме да прекинеме приказната во врска со другите, односно да се откажеме од драмата, затоа што драмата не држи за нашето несвесно. И да свртиме приказната, односно да се свртиме навнатре и да видиме оваа личност се однесуваше на мене на ваков и ваков начин. Јас од неја забарав да ме сака и да ме почитува. Јас од неја забарав да го изврши тоа што ја замолив да го изврши. Јас од неја забарав да биде со мене и така натаму. Меѓутоа тоа не се случи и тоа што се случи во мене предизвика чувство на отфрленост, на несаканост, чувство на недоволно добар и она кое што јас верувам за себе е, ако таа личност ми кажа дека нешто ќе направи за мене, меѓутоа тоа не го направи, нели?
Меѓутоа, таа личност, ќе ја погледнеме, не го направила тоа намерно, можеби таа личност имала некои обврски, можеби нешто се случило, можеби се разболела, значи не знаеме, постојат многу варијанти, меѓутоа ние се врзуваме за едната варијанта, за онаа перцепција која што е позната во склад со нашето чувство за себе. Тоа значи дека ако таа не го направила тоа за мене ми ветила, значи дека јас не вредам, дека или јас не сум важен, јас не вредам да некој да ги слушне моите потреби. Тоа е верувањето, значи јас верувам во тоа и поради тоа е таква мојата перцепција. Меѓутоа, животот се случува, работите се случуваат, но ако јас се видам себе си, ако се прашам, нели, дали на ова ме потсетува на нешто, сигурно ме потсетува на некоја ситуација, нели, од моето детство, некој програм, на кој што јас се уште реагирам. Значи, тоа значи дека јас, моето тело, значи телото е во програм, каде што во одредена ситуација во мене се активира емоционална реакција, која што ме потсетува и ме враќа на старата приказна за тоа кој сум јас. Сега, она кое што е важно, нели, јас не би сакала многу да се враќам во приказните, затоа што од приказните ние ништо немаме, кој ми направил, што ми направил, меѓутоа битно е чувството, битна е емоцијата, која што излегува на површина, затоа што на самата емоција или чувство, нели, битно е во тоа чувство кое што е предизвикано да најдеме органската емоција. Органската емоција секогаш е страв, лутина или тага. Значи секогаш се завршува на тие три емоции, каде што, нели, јас сум лут затоа што тој не ми испочитува и така натаму, меѓутоа лут сум ако свртам навнатре затоа што сум повреден. И повреден сум, се чувствувам како невидено, се чувствувам разочарано, позади чувството на разочараност постои тага. Значи битно е да ја препознаеме вистинската емоција. И во тој момент да го видиме своето верување, јас не вредам, јас не сум важен, и да ја погледнеме, да го погледнеме тој процес во нас што се случува, да погледнеме таа емоција, но присутно, не од позиција на тоа јас сум тажен, тој мене ми направи, затоа што не е вистината, нас никој ништо не ни направил, едноставно ништо се случило, меѓутоа во нас се јавува меморијата од минатото, оние делови кои што се сепарирани, она сепарирано јас, кое што ја креира таа перцепција со која што ние несвесно сме идентификувани. Меѓутоа, нели сега, кога би го погледнале тоа верување, јас не вредам, или јас не сум доволно добар, најчесто луѓето кажат, да, мајка ми и татко ми се однесуваше така, јас сега, нели, ќе влезам па луцувам на нив и така натаму. И тоа е окей, нели, значи има одредени емоции, кои што треба поминеме, меѓутоа битно е да сватиме колку ги обвинуваме своите родители за нешто, толку повеќе се врзуваме во илузијата. Тоа значи дека ние можеме тоа чувство, таа емоција, тоа верување да го погледнеме на сосема друг начин. Значи, ако јас верувам дека не вредам, тоа значи дека мене тоа верување во одреден период од животот ми помогнало да преживеам. Значи, ако кон мене се однесувале моите родители на некој начин, или околината во минатото, нели, јас сум поверувал во тоа, затоа што сум поверувал дека ако јас почнам да верувам поради нивното однесување во тоа, тоа значи дека јас ќе можам да добијам љубов од нив, односно јас ќе можам да бидам поврзан со нив, значи се е до поврзаноста, до конекцијата. И начинот на кој што јас сум се поврзувал со нив е таа емоција. Значи, моите родители, можеби, нели, мојата мајка, мојата татко, секој пат ми ја предизвикувале тоа чувство на страв, ми предизвикувале тага, и кое што, нели, поради кое што се појавува тоа верување, но ние е битно да го погледнеме тој сепариран дел во нас, кој што пред се, нели, е програм во кој што нашиот ум е заглавен во некој дел од нашето тело и затоа е тоа толку силно и интензивно. Наша задача е кога некој ќе не тригерува да не се вртиме во приказните, затоа што вртењето во приказните ја храни само таа стара емоција. Таа стара емоција, морам да се прашам, каде е таа тага, каде ја чувствувам тука, каде е таа лутина, каде ја чувствувам, во овој дел, во задниот дел, никаде ја чувствувам. И битно е да ја препознаеме и со свесна присутност, значи присутно
со присутност, свесност за овој момент сега, да погледнеме во тој дел од нас кој што е во дисконекција со себе, кој што е сепариран, кој што ја креира таа наша перцепција. Затоа што тоа не е вистина во овој момент. И ние повеќе како возрастни личности немаме потреба да веруваме во тоа, затоа што сме сега возрастни, можеме се грижиме за себе. Немаме потреба да имаме мајка и татко кои што нели ќе не заштитат, ќе не чуваат. Сега сме возрастни, во овој момент сега, ова што сум може да се грижи за себе и се е во ред со мене. Меѓутоа, она кое што мене ме вознемирува е нерамнотежата на искуството од минатото. Во тој момент во минатото е битно да сватам кога се случило тоа, дека она со кое што јас сум се поврзал со човечката несвесност. Бидејќи мајка ми, татко ми биле во одредена ситуација, нели, каде што биле дисконектирани од себе и се однесувале така кон мене, нели? И затоа што биле во конекција со човечкото несвесно, значи било во конекција со несвесното. И на тој начин и ние стапуваме во конекцијата што со тоа несвесно, што нашиот ум еднаш, само еднаш, ако дојде во допир со негативност, секогаш останува во таа негативност. И тоа значи дека ако нашата енергија која што е во движење, ако еднаш почне да се движи на некој различен начин во нашето тело, например имаме одредена емоционална травма, и нешто што се случува и во тој момент се случува грч и нашата енергија почнува да се блокира во одреден дел од нашето тело, нели? Почнува, останува тука и почнува да се движи на сосема друг начин. И поради тоа ние имаме проблем со луѓето околу нас, имаме проблем со животот, имаме проблем со искуствата, затоа што не сме присутни во нашето тело. Кога би биле присутни во телото, би виделе дека се што се случува надвор, првенствено се случува во нашето тело. И затоа е битно, нели, кога никој ќе не тригерува, да не ја вртиме приказната надвор, туку да се вратиме и полека со чувствително, можеме со чувствително да со испрашување, полека по полека да дојдеме до она органска емоција која што го создава тоа искуство. Кога ние ќе дозволиме, ќе искусиме таа емоција, ќе дозволиме на таа енергија повторно да тече низ нас, затоа што можеби во тој одреден момент кога се случил тој образец, не сме го потиснали, не сме имале на кого да му кажеме и тоа останало во нас и тоа стои тука. И наша задача е, нели, не да се вртиме приказните, туку да дозволиме на таа енергија повторно да помине низ нас. И во тој момент ние создаваме простор во нашето поле, ја ослободуваме енергијата за нови можности. Нели, познати ви се овие енергетските центри и на тој начин нашата енергија низ енергетските центри почнува да се движи. Но кога сме во таа блокада, обично ли првите 2 до 3 енергетски центри, кога функционираме на ниво на преживување. Многу луѓе својата енергија ја движат само на тоа ниво. Значи, кога ја погледнеме скалата на емоција, тоа е вина, срам, лутина, страф, депресија, апатија и така натаму. Кога би го знаеле ова, нели, исто така би можеле да се помогнеме на себе, би можеле да им помогнеме на луѓето, на нашите деца, луѓето околу нас кои што се, кога ќе западнат во тие ниски фреквенции. Значи, сосема е нормално човек да западне во тие ниски фреквенции. И тоа се одредени трауми од нашето минато. Но наша задача е, кога ќе бидеме во тој емоционално тригерувани, да најдеме начин да ја препознаеме пораката, да прифатиме пораката и да работиме на тој процес. И на тој начин се случува внатрешна трансформација, внатрешна промена. И тогаш ние се тргаме, едноставно тие стари образци престануваат да постојат во нашиот живот, но тоа значи дека кога се појават луѓе околу нас кои што можеби ќе се однесуваат на исти начин, може да се случи повторно да се активира тоа, но нема да биде толку интензивно. Едноставно ќе знаеме и нема да ни смета. Значи, тоа е детето во нас кое што бара да биде видено, бара да биде разбрано. Затоа сме лути, затоа што кога сме лути, тоа е детето во нас кое што бара, вика, погледни во мене. Меѓутоа ние се лутиме на надворешниот свет. Кога ќе го свртиме вниманието внатре во себе, лутината никако се смирува и влегуваме во тага. Значи, може и тагата е окей, значи тагата е човечка. Значи, ние
можеме во потполност да ги прифатиме сите своји емоции. Значи, не мораме да бегаме од своите емоции и не можеме да направиме никаква промена во својот живот, нити промена во своите врски, ако не стапиме во контакт со својот емоционален аспект. А животот е таков каков што е, нели? Врските секогаш ќе не предизвикуваат, луѓето никогаш нема да бидат онака како што ние би сакале да бидеме, иако можеби ние имаме одредена слика за себе и имаме верување дека треба да се покажеме пред другите, да имаме совршена врска, нашите деца да видат совршени, значи едноставно заборавете го тоа. Битно е да видите дека во секој момент све што се случува, како тоа кореспондира со вас. Ви посакувам да имате убав остаток од денот и се гледаме повторно во некој ново видео. Чао!